Се радувам на укажаната прилика ова неделно предпладне да бидам ваше друштво додека одмарате, се подготвувате за денот, појадувате или можеби се будите со првото утринско кафе. За сега ви посакувам добро утро и ви најавувам убави содржини во продолжение, а на кои теми ви откривам во продолжение. Во новиот Урбан блок зборуваме за здодевните пролетни алергии. Ви помагаме да го подобрите вашето здравје и квалитетот на живот и ве носиме на Родос. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блок. Месец март е познат по многу нешта. Претежно убави, но меѓу нив за жал и почетокот на пролетните алергии. Ако се мачите со отечени очи, кивање, чешање на носот и слични симптоми на алергија, не само што сте единствени, туку сте едни од многуте. Поважно е како да си помогнете, а тоа ќе ви го откриеме во продолжение. Здраво март! Сончева светлина, подолги денови, повеќе време надвор. Но исто така и пролетната сезона на алергии што е на прагот да затропа на вратата. Да, бидејќи колку и да ни се допаѓа што зимата конечно заврши, за многумина почетокот на пролетта не е толку романтичен и бајковит. Солзење на очите, затнат нос и постојано чувство на замор. Првите алергиски реакции често се појавуваат кога веќе е крајот на зимата, кога концентрацијата на полен повлека се зголемува. Но добрата вест е дека можеме да ги ублажиме симптомите, само ако реагираме навреме и ако го подготвиме телото пред алергените на вистина да дојдат на местото на настанот. Зошто сезоната на пролетни алергии стана толку честа? Пролетните алергии најчесто се предизвикани од полен, од дрвја како што се бреза и леска. Телото на алергично лице го препознава поленот како закана и предизвикува одбрамбена реакција. Тој ослободува хистамин, што доведува до типични симптоми на алергиски ринитис. Климатските промени и благите зими дополнително ја продолжуваат сезоната на цветање, па алергиите се појавуваат порано и траат подолго од порано. А кои се симптомите кои не би требало да се игнорираат? Ако секоја година во исто време забележувате често кивање, чешење и солзење на очите, затнат или постојано растечен нос, чешење во грлото како и необјаслив замор и поспаност, многу е веројатно дека станува збор за сезонска алергија, а не само обична настинка. Иако симптомите може да изгледаат слично на прв поглед, разликата е сосема јасна. Алергиите не се придружени со треска, болка во мускулите и општа малаксаност, карактеристична за вирусните инфекции. Проблемите предизвикани од полен може да траат со недели и дури и со месеци, особено ако не реагирате навреме. Затоа е важно да го слушате вашето тело и да препознаете модел што се повторува од година во година. Ако вашите симптоми започнат со првите потопли денови и се влошат кога сте надвор, тоа речиси сигурно е реакција на алергени во воздухот. Добрата вест е дека постојат едноставни чекори што можете да ги превземете за значително да ги намалите симптомите. Во продолжение, ќе откриеме неколку мали, но ефикасни навики кои ќе ја направат сезоната на пролетни алергии помалку мачна и ќе ви помогнат да уживате во пролета без постојано да посегнувате по марамчиња. Како да се спречат или ублажат симптомите? Превенцијата започнува пред бројот на полен да го достигне својот врв. За почеток, следете го календарот за полен. Дознајте за периодот на цветање на растенијата на кои сте чувствителни и ограничете го времето поминато надвор во деновите кога бројот на полен е висок. Отворите ги прозорците рано наутро или доцна навечер, кога бројот на полен е помал. Држете ги затворени во текот на денот, особено во ветровити денови. Поленот останува на вашата облека и косата, па затоа препорачливо е да се пресоблечете штом ќе се вратите дома. Покрај тоа, кратко туширање може значително да ја намали вашата изложеност на полен. И секако, на крајно не е помалку важно, балансирана исхрана, доволно спиење и физичка активност му помагаат на телото да се зајакне и на тој начин полесно да се справи со воспалителните реакции. Ако симптомите се сериозни, вашиот лекар може да препорача соодветна терапија или превентивна, што се започнува пред да започне сезоната. Во некој случај се разгледува и имунотерапија. А пролетта? Пролетта е одлично време за патување.
Ако ви недостасува идеја за убава дестинација на која може да прошетате, да се изнауживате во убава природа и да ја заситите жетта за истражување на места со богата историја, една од опциите е грчкиот остров Родос. Ве носиме таму. Грчкиот Родос, како најголем остров во додеканиската група во источниот дел на Егеот, е оддалечен само 18 километри од Турција. Околу 117.000 жители живеат на површина од 1400 квадратни километри, а средновековното јадро на главниот град, кој исто така се нарекува Родос и се наоѓа на крајниот север од островот, е вклучен во списокот на светско наследство на УНЕСКО. Со прекрасна крајбрежна линија што се протега дури 220 километри, ова е дефинитивно една од најпопуларните туристички дестинации во Грција. Во остатокот од прилогот ве носиме еден краток водич за овој прекрасен грчки остров и откриваме што да посетите и доживеете на Родос. Редестиот интериер на островот, богат со борови и чемпреси, ќе ве воодушеви со малку помирна атмосфера и гостопримливи домаќини кои го негуваат традиционалниот начин на живот. На плодната земја одгледуваат цитрусни овошја, грозје, зеленчук, маслинки. Во таа недопрена природа далеку од брегот и во близина на селото Теологос, на северот од островот, се наоѓа долината Петалудес, позната како долина на пеперутките. Ако ја посетите помеѓу јуни и септември, ќе можете да уживате во спектакуларен поглед на милиони пеперутки кои се појавуваат во оваа зелена оаза на Родос. Може навистина многу да се каже за богатата историја на островот. Бил населен уште во неолитот и помладото камено доба, а неговиот вистински процут се случил во 282 година пред нашата ера, кога бил создаден познатиот колос од Родос. Гигантска бронзена статуа на богот Сонце, висока помеѓу 30 и 40 метри. Ја направил скулпторот Хар од Линдос и ја поставил во пристаништето Митраки, во чест на победата на локалното население над војската на Демитрий I, Полиоркет, син на Диадохот Антигон Едноокиот. Диадосите биле генерали на Александар Велики, кој по неговата смрт се борел за превласт над територијата на огромната империја која тој ја создал. А островот Родос во тоа време застанал на страната на Диадох Птоломеј I, владетел на Египет и голем противник на гореспоменатиот Антигон. Жителите на островот ги собрале средствата за изградба на огромната статуа, продавајќи голема количина на воен материјал што го заплениле од непријателот. За жал, колосот бил срушен во катастрофален земјотрес во 226 година пред нашата ера, но се уште се смета за едно од 7 светски чуда. Главниот град на островот, истоимениот Родос, е основан во 408 година пред нашата ера, а неговиот утврден средновековен стар дел бил изграден во полукруг околу главното пристаниште. Обавезно посетете ја познатата улица на Витезите. Некогаш била дом на витезите на Свети Иван, кои го окупирале Родос во средниот век. Овој историски споменик започнува кај витешката болница и завршува кај палатата на големиот мајстор, една од првите витешки градби во стариот град. Меѓу величествените градби по должината на гореспоменатата улица ќе најдете шармантни гостилници од 15-тиот и 16-тиот век. Атракција на главниот град на Родос е импозантната часовна кула која ја изградил Фехти Паша во 1857 година и нуди прекрасен поглед на стариот град. А неговиот нов дел, сместен надвор од зидините, ќе ве воодушеви со импресивни градби од периодот на италијанското владење на островот. Една од најубавите е дефинитивно гувернерската палата Номархија, која неодоливо наликува на дождовата палата во Венеција. Интересен е и градскиот аквариум, изграден во форма на подводна пештера, каде што можете да видите морски видови ендемски за Егејското море. Децата ќе го обожаваат, а тука и неверојатниот парк Родини, зелена оаза каде што ќе ве пречекаат пауни и бајковити патеки, што се извиваат помеѓу борови, чемпреси и потоци. Родини бил дом на познатата античка школа за реторика на островот Родос, а многу познати личности како Јулиј Цезар и Цицерон го стекнале своето образование таму. На северот од островот не пропуштајте ја посетата на Коскину, традиционално село сместено на врвот на рид на панорамски поглед на североисточниот брег на островот.
Ова е познато по својата единствена архитектура, која се рефлектира во шарените улици со шарени куќи и дворови украсени со мозаици и растенија. Ако барате сувенир за семејството и пријателите, рачно украсените керамички чини и ткаенини со локални мотиви ќе бидат идеален избор. Задолжително е да се видат на северот од островот и бањите во Калитеа. Изворите со топла вода таму одамна се познати по лековитите својства на црвената вода, што извира од земјата. А во близина на популарната плажа Фалираки, на источната страна од островот, ќе најдете и плажа именувана по познатиот американски актер и добитник на Оскар, Ентони Квин. Додека снимал филм во Грција во 1961 година, се заљубил во овој рајски залив со ситен песок, камчиња и борови и го купил, надевајќи се дека ќе создаде меѓународен центар за уметници и филмски работници. Плановите никогаш не се остварија, но мештаните ја нарекоа локацијата заливот на Ентони Квин, а тоа име е се уште живо и денес. Атавирос, највисоката планина на Родос со врв од 1215 метри, ќе ги воодушеви ентузијастите за качување. Додека источниот брег на островот, со некогаш богатиот и моќен град-држава Линдос, е совршен за туристи заинтересирани за историја. Импозантната Акропола, сместена на висока карпа, од која се отвара прекрасен поглед на денешното рибарско село со традиционални бели куќи, ќе ве остави без див. Во истата област можете да ги видите преостанатите градски ѕидини и други урнатини од античката и византиската ера, како и периодот кога островот бил управуван од виздејците на Света Ивана. Јужниот дел на Родос е најпознат по својата магична природа. Долги плажи се протегаат по Киотари и Генади до Лиханија, Плимири и Прасониси. Темпото на живот таму е значително различно од она во градот и популарните туристички центри. Живописни полиња, шуми, ниски ридови и долини ќе ви дадат неверојатно чувство на мир и нели е токму она што ви е потребно за вашиот одмор од соништата. Постојат многу начини на рекреација и одржување на формата, а трчањето е секако еден од наједноставните помеѓу нив. Трчањето е помеѓу најефикасните методи за развој на кардиоваскуларното здравје. Бидејќи се работи за вежбање со висок интензитет, силно влијае на работата на срцето и крвните садови, што значи дека вашата кондиција може релативно брзо да се подобри ако тренирате вредно и разумно. Трчањето е достапно за секого и во сите услови. Се што навистина ви треба е добар пар чевли за трчање и безбедно место. Може би часовник со стоперка, но речиси сите мобилни телефони го имаат тоа денес. Не сте врзани за место и можете да продолжите да се справувате со него без никакви проблеми дури и кога сте на пат. Истражувањата потврдија дека трчањето може да игра голема улога во намалувањето на стресот или анксиозноста. Само 30 минути дневно џогирање ќе ве натера да се чувствувате подобро и ќе ве заштити од депресија. Како и речиси ниедна друга физичка активност, трчањето може значително да ја зголеми вашата самодоверба, а ќе го подобри и вашето расположение на краток рок. Ако трчате редовно, позитивниот ефект само се акумулира. Трчањето е за секого. Не мора да сте слаби, млади или атлетски градени. Трчањето е многу индивидуална активност, секогаш е борба на човекот со себе и со сопствените можности и ограничувања. Не мора да се споредувате со никого, бидејќи секој трчач има свои индивидуални планови и цели, независни од другите. Кога трчате, најдобро можете да го следите сопствениот напредок. Секој ден ќе чувствувате колку може вашето тело. Од перспектива на ортопедијата, да напоменеме дека трчањето е секако корисна активност која несомнено позитивно влијае на вашиот локомоторен систем, односно на коските, мускулите, зглобовите и сврзните ткива. Но може да има и негативни ефекти доколку не е изведена правилно или доколку трчате прекумерно. Што се однесува до коските, трчањето е одличен начин за нивно зајакнување, бидејќи за време на трчањето има оптоварување што го стимулира формирањето на нова коскена маса и ја подобрува густината на коските. Сепак, прекумерното трчање или недоволните периоди на опоравување помеѓу тренинзите може да доведат до повреди на коските, како што се стресни фрактури. Трчањето е исто така одлична активност за зајакнување на мускулите во долниот дел на телото,
Меѓутоа, ако трчате прекумерно или ако не ја користите правилна техника на трчање, тоа може да биде голем напор за мускулите и да предизвикате мускулни повреди. Да го споменеме и влијанието на трчањето врз сврзните ткива, чија сила ќе се зголеми со редовно трчање. Но ако трчате премногу често или со преголем интензитет, ќе има преоптоварување на сврзното ткиво, негово воспаление и отпуштање или повреди, како што се тендинитис или тендиноза на ахиловата тетива. Трчањето може да ја намали и флексибилноста на сврзните ткива, особено ако не се истегнувате по трчањето. Во овој случај може да има намалена подвижност и зголемен ризик од повреда. Овие совети може да ви помогнат да уживате во придобивките од трчањето додека го одржувате здрав локомоторниот систем. Правилно загревање и стегнување пред и после трчање се клучни за спречување на повреди на мускулите и зглобовите. Препорачуваме најмалку 5 до 10 минути лесна кардиоваскуларна активност пред вашето трчање и 10 до 15 минути стегнување по трчањето. Постепено зголемувајте го интензитетот и времетраењето на трчањето за да избегнете прекумерно оптоварување на мускулите и зглобовите. Ви препорачуваме да го планирате тренингот така што постепено ќе го зголемувате растојанието и брзината на трчање. Носете соодветни обувки што обезбедуваат соодветна поддршка и амортизирање на стапалата додека трчате. Побарајте стручен совет за да најдете обувки што се соодветни за вашата индивидуална структура на стапалото и стилот на трчање. Не ја игнорирајте болката. Ако чувствувате болка во мускулите или зглобовите за време на трчањето или по трчањето, немојте да го игнорирате тоа. Одморете и користете мраз за да го намалите воспалението. Доколку болката не престане по неколку дена, побарајте совет од ортопед. Љубовта кон слатките има штетно влијание не само на здравието воопшто, туку и на убавината. Откриваме како шекерот влијае на кожата и какви траги остава на лицето. Современиот човек е секако среќен. За разлика од нашите предци, ние не треба да размислуваме што да готвиме за вечера, бидејќи имаме широк спектар на храна на располагање. Но тоа има и своја негативна страна. Готовата храна најчесто е богата со шекери. А прекомерното внесување на шекер може да го оштети здравието, но и убавината, бидејќи лошо влијае и на кожата и на лицето. Доколку дојде до нерамнотежа во телото, тоа веднаш ќе се одрази на кожата. Ако јадете многу сладка храна, веројатно сте забележале промени на вашето лице. Станува подуено, го губи поранешниот сјај или дури се покрива со акни. Овој феномен се нарекува синдром на шекерно лице, објаснува популарна козметичарка. Како шекерот влијае на кожата и што е всушност синдром на шекерно лице? Синдромот на шекерно лице е резултат на прекумерна количина шекер во исхраната, што влијае на изгледот на кожата, а особено на лицето. Во научна смисла, шекерното лице се појавува поради гликација, хемиски процес во кој молекулите на шекер се врзуваат со протеините, формирајќи гликолизирани молекули. Овие молекули не се излачуваат од телото. Тие сериозно ги нарушуваат метаболичките процеси и предизвикуваат клеточна смрт. Колагенот и еластинот, протеините одговорни за цврстината, еластичноста и мекоста на кожата, најмногу се погодени од гликацијата. Нивните влакна стануваат погусти, кожата станува груба и сува и се појавуваат брчки. Потоа, други структури, например капилари, исто така се вклучени во деструктивниот процес. Како резултат на тоа се појавува розацеја или постојано црвенило на лицето, кое мора да го реши дерматолог. Дополнително шекерот може да предизвика и мозолчиња. Вишокот шекер во телото го зголемува производството на себум, кој ги затнува порите и фоликулите на кожата, предизвикувајќи акни. Производите кои содржат шекер ја нарушуваат и цревната микрофлора и ја зголемуваат пропусливоста на патогените микроорганизми, што резултира со појава на акни на лицето. А може да предизвика и оток и надуеност. Производите за гликација го попречуваат отстранувањето на вишокотечности од телото, што доведува до постојан оток на образите и под очите. Секако, конзумирајќи многу шекер, предвремено ќе отстарете. Шекерот не само што ги уништува колагенските и еластинските влакна, туку и значително го забавува процесот на формирање на нови клетки на кожата. Епидермисот ја губи способноста за брзо регенерирање, а на лицето се појавуваат длабоки брчки, кои се најизразени во пределот околу очите, каде практично отсуствува подкожното масно ткиво.
Дури и сувоста и лупењето може да биде резултат на преголема количина на шеќер. Гликираните протеини, тоест уништени поради гликација, престануваат да ја задржуваат влагата во епидермисот. Течноста испарува побрзо од вообичаено, а кожата станува дехидрирана, сува и ронлива. Дури и црвенилото можеме да го препишеме на истиот овој процес. Поради разредувањето на протеинските влакна, малите крвни садови се издигнуваат поблиску до површината на кожата и стануваат видливи. Слабото сврзно ткиво на лицето ги истакнува пајачните вени. Дури ако забележите сив тен, можете да кажете дека тоа е благодарение на преголемата количина на шеќер која ја внесувате преку исхраната. Кршливоста на крвните садови ја нарушува заситоста на дермисот со кислород и сите потребни материи кои влегуваат во телото со храната. Како резултат на тоа, кожата го губи природниот сјај, а добива сивкаста нијанса и изгледа без живот. Па како да и го вратите здравиот изглед на вашата кожа? За почеток, намалете ја потрошувачката на храна која содржи шеќер и вештачки засладувачи. Хранете се здраво, пијте доволно вода и вклучете ја секојдневната физичка активност во вашата рутина. Користете козметички производи кои се наменети за вашиот тип на кожа, а максимално внимавајте на правилното чистење на лицето. Ако го следите ова, вашето лице едноставно ќе се прероди за само неколку недели. Ако успеавме да ве задржиме тука до крај, значи бевме забавни. Тогаш нашата главна цел е исполнета. Ви благодарам што бевте наше друштво и оваа недела. А до следната, останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Довидување.